съгласно Закон за явните предприятия, като програмата за работа за 2019 година, изготвените ще заработят на новите предприятия програми за работа за 2019 година, по изискване на надзорно контрол и управление на комунални предприятия. Сектори по организационна представеност, комунално предприятие, защото имаме предходно Совет, съгласно новия статут, имаме 5 сектори: сектор за общи правни работи, финанси, изкупителство, комерция, водна организация, комунална хигиена, градско зелено и градове. Съгласно програмата, като беше донесена за 2019 година, приходите и разходите, както и инвестиционните вложувания се разпоредени по сектори, така имам извещай ви е доставен, имате разгледано вие сигурно. И аз в кратки стъпки само ще се задържам на по-битни части, които си ги се да бъдат презентирани, а да имам после прашане, които отговаряме на прашане, да ги бъдат разгледани. Значи ще се отнесва на броят на работени да почнем. В 2019 година, като започва от 30 декември, имаме 73 работени на неопределено време, уредена работеност и 18 работени преко агенцията за временни вработувания. Това бройка от 18 преко агенцията за временни вработувания се дължи на това, що в 2019 година планът за вработуване не беше усвоен, така що вие после в 2020 година беше разпишен много на сила, сега 208 лица. Именно броят на работени, купно е значи 91, според на предходните години, то е се движи от органите от 90, 89, защото се един два разлика. Сектор общи и правни работи, надлежности работата на сектора общи и правни работи е дадена за известия. Аз само в отдел, само да потенцирам дека в техния значен проект, како што знаете, за изработка на нова пречислителна станица во селото Правотилиште, кој проект е во напредна фаза и во овој период трябваше сега да се разпише меѓународниот тендер за отпочнување со изградба на одводните линии во село Габрово и село Зрега. Во овој сектор ангажиран во скоп на овој проект, значи е почнато со ажурирање на податоците на корисниците на Община Делчев, населените места, така што во крајот на 2019 година отпочна овој ажуриране податоци, продолжи во 2020, сега во моментот не се работи проводи во редната состојба. Инвестиции во секторот общи правни и финанси, изкупителство и комерција се наведени во прегледот, се вкупно 178.590 дена. Сектор водовод и канализација. Овој сектор како носечка дејност, еден од главните извори на приходи на нашето јавно комунално предприятие, во 2019 година, согласно програмата, има реализирано по големиот дел од своите активности. Во 2019 година, значи, во домаќинството и правните лица како корисници на услугата имам фактурирано вкупно 571,606 метри кубни вода, што за разлика од претходната година е по-голем за 20.000, значи в предходната 2018 година имахме много ниско ниво на попрашена количина на вода, бяха 549.000, додека во предходната 2017 беше 584, 576, значи се врати на некој ниво од 570 до 580.000 фактурирана количина на вода. Ова е најголем дел фактуриране на домаќинството, 511.417 метри кубни, односно 89% и 60.000, односно 11% кај правните лица. Одведени води во канализацијата е 549.567 метри кубни. Разликата е спомална, разлика од фактурираната вода, пошто секаде во сите населени места не се обхванува со канализационна мрежа, како што е станот, например, така се фактурира канализација. И овде најголем дел отпаде на домаќинствата, 480.087%, 13% на правните лица. Работната единица водовод и канализација за се пореди и извршени работите кои се наведени во извештајето, овие се по-голема обем на работи, нема да ги да читам сите, ще се задржа на некои. Само, например, водоводната линија во Пролет продолжено 100 метри, реконструкција на подприкована водоводна линија на улица Григор Проличев, изградба на нова водоводна линија Маршал Тито, продолжена 110 метри, образување на манастирот Балакија, со на водоводната линија,
Тоа извршено е пеење после 10 и повеќе години пеење, дезинфицирање на живарите со кои стопанисуваме ние, тоа се кај Звејгор и на место викано Чуко, во трети район. Во село Габрово е довршено поврзувањето со главната водоводна линија со 170 метри, која беше почната во 2018 година. Во село Град е дислоциран, положникот кој на повеќе наврати беше дискутиран, овде правеше проблеми, бидејќи е во непосредна близина на бунарот за снабдување со вода. Исто така во село Град е извршено почистување на каптажата со што поголема количина на вода доаѓа од каптажата, а помалку од користење на бунарската вода, со што се намалени прашоците. Во село Радовци имахме поголем во изминатите години, беше посебно во летните периоди, имаше недостаток на вода кога беше голема суша, така за оваа година се изгради нова каптажа на Китина река, со вложено 220 метри, така да оваа година там немавме проблем со реките на вода. Во село Стамен положено 300 метри ставено нова водоводна линија за поврзување на селската Чечна и во пречистителната станица за вода во село Продуктивиште извршена е замана по прв пат, значи отпуштањето на употреба на филтер станицата на 18 тони кварцен песок и 2,4 тони активиарни, со што значително се подобри квалитетот на водата. Во рамките на водовод и канализација работи градежната група има по-голем број активности извршени работи во 2012 и тоа само ќе ги читам населените места така да не е извршено, тоа насад Пролет, на улица Григор Правичев, улица Светозар Маркович, населба Басарица, населба Трети район, населба Втори район, населба Спортско-рекреативни центар Деловчево, улица Хейна Бриганица, Стар Разсадник и село Радовци. Согласно бизнес планот за 2019-2021 година периодот, кој е усвоен од Советот на општина Делчев, исто така усвоен од Делователната комисија, согласно програмата за работа која донесов во 2018 година за работа во 2019 година, најголем аспект е посветен на секторот водовод и канализација, поради што во тој сектор не е ништо подобро и секторот не беше во комунална хигиена, но овде имахме застарени градежни машини и возен парк, застарен со лада приво 30 години стара, така да во овој сектор се извршени најголемите инвестиции во оваа 2019 година. Што може да видите, набавена градежна машина во Богопачен Колорадски громек во вредност од 5 милиони 300 хиляди денари, тоа е наша инвестиција, посветена градежна машина од Товароточка Богопач, JBC, што е донација од Швейцарската конфедерација, Корпус за хидромек, ова наша донација, мачење за чистење на канализационни честки, донација од германската амбасада, полутоварно возило во вредност од 1 300 000 денари, наша инвестиција, тоа снимаме тука алат и машина, и вкупно во овој сектор, исто така фарсни кресни, алуминиум сулфат, активен натрон, и вкупно во овој сектор се инвестирани 13 милиона 110 753 денари, од кои 4 милиона 982 денара се донација, 8 милиона 127 837 денари се собствени инвестиции на Рито Потрегалници Галчев. Овој таков инвестиционен циклус не е забележено никогаш во ова јавно предпријатие и би било добро да продолжи и понатаму, за да се обнови возниот парк, кај се тоа да се зголеми капацитетот на работата на едното комунално предпријатие и подобрување на услугите што ги даваме кон граѓаните. Сектор комунална хигиена. Овој сектор во област на возниот парк немаме промени од предходната година, значи овде не е инвестирано. Иако во бизнес планот и во програмата за работа на Рито Потрегалници Делчево за 2019 година беше предвидена набавка на специјално возило за събирање на комунален отпад во вредност од 3 милиона денари. Оваа инвестиција не е спроведена само причина што дискутиравме на претходниот совет со формирањето на регионалното јавно предпријатие за стопанисување со отпад. Преку Министерството за животна среда и просторно планирање имаме склучен договор, во кој договор стои дека Рито Потрегалници ќе доби 169 контейнери и
едно комунално возило, аз се треба натоа да добием още едно комунално возило. Затоа ова инвестиција не е реализирана, се додека не биде реализиран договорот што е подпишан со Министерството за животна средина, тоа ќе видиме во кој правец се движат нашите инвестиции. Во извештајниот период, значи за 2019 година, депонирањето на комунален отпад во домаќинства во количина од 5180 тони. Од физички лица и 120 тони од правни лица. Во месеците октомври, ноември и декември се врши собирање на растителниот во водните места во градот Делчево, насока Свегалска река и Басарица со 2 камиони факт, 13-14 ман, еден трактор и тоа по 3 до 4 пати повторување на целиот терен. Во извештајниот период редовно собирање на комуналниот отпад од домаќинствата и правните лица се врши и се извршени следните активности: чистење на дива депонија на втори и трети район, чистење на депонија на пат на Голак над градските гробишта лево и десно од патот за Голак, чистење на дива депонија Црквен скели, чистење на депонија Чипала, чистење на депонија на интерен отпад градежен шут, равно 4 пати, чистење на дива депонија на градски гробишта, чистење на дива депонија од мостот на река Брегалница, на улица Индустријска, долен мост од двете страни на река Брегалница. Подигање на градежен шут покрај стамбените комплекси пензионерски дом, старата зграда на општината и други локации. Чистење на коритото на река Брегалница и река Галовцица од наносот на Тала. Чистење на диви депонии во село Град, село Градотилиште и село Разлици. Како што реков, во инвестициите за овој сектор не е набавено комунално возило, набавени се апарати кои се потребни за одржување на возилата, во вкупна вредност од 149.406 дена. Секторот градско зелено и гробиште ги обсети следните активности: машинско и рачно косење на трева, држување, собирање и засујање на тревата и приколтот, садење на сезонски цвеќи, покорско и одржување на паркови пупи и реквизити, полевање на тревата и цветињата во летниот период, кројање на украсните дрвца и грношти, кастрење на суви, гранки и слични. Овде се дадени табели, каде даден приказ на машинско косење на трева по површини, колку пати и повторувано во текот на сезонот на рачно косење на трева со примери, гребување и собирање на трева и друг отпад. Оваа година имахме поголема набавка на сезонско цвеќе, по 5000 садници, 4000 растенија имаме набавено во вредност околу 180.000, мислам дека беше, колку имаме година во расходниот дел. Одржување на чистота односно секојдневно метење на улиците, подорите, предходниот план за собирање на отпад од еднакви површини, исто така одредната активност на оваа работна единица, да се даде на улиците и како површините и колку пати во текот на годината е извршена. Покрај редовните активности, во 2019 година оваа работна единица има и следните дополнителни активности, тоа се чистење на простори, на пешачка патека од Звегор, изработка и поставување на декоративни реквизити, тоа што има по повод разни настани, водстви, денови, сливијада, фолкови среди на водочни имаме и други активности, неќе да се задржам, имате сите овие активности наведени. Во овој сектор, во согласно програмата, инвестициите што беа предвидени, значи во целосно време со алати и опрема, така да во 2019 година се набавени функционална мотракашна посилка, приклучни елементи за таска за снег, дувалка за снег, моторни посилки, пример зварна, калорифер за цветјарникот, како изнамење кои не беа заменети и слободени. Тоа изнамење се по повод на улиците на Галарето во Делчево. Вкупните инвестиции во овој сектор е 498.976 дена. Во одржувањето на јавното осветлување, како што знаете, вработените се имаме вработени 20 луѓе кај нас, додека снабдувањето со ретроmaтеријали, опрема, светлуки во врши општина Делчево. Извештај за финансиското доработење, по-госно да се затрети, мисля, ќе биде по-објаснето, ќе водителот при презентација на годишната сметка.
Явното комунално предприятие 2019 година, значи, завършило с позитивен финансовски резултат, годност от 728 371 дена. Вкупно остvarени приходи от работените изрисуват 45 853 398 дена. За разлика от предходната година имаме задължения от 5 320 дена. Сголемувањето на приходите пред се дължи, како што речев, на зголемената потрошувачка Зголемената потрошувачка на вода за пиење, на фактурирана вода за пиење од околу 20 000 литри, како и зголемената цена на водата, која согласно решението на регулаторна комисија за енергетика донесени беа нови цени, кои почнаа да важат од 1 јануар 2019 година, кои се зголемени некаде за околу 10% за разлика од предходната 2018 година. Приходите ги ми дадени поставки, после да дискутираме ако имате некои прашања към них. Разходната страна. Вкупно разходи от работењето 44 милиона 231 дена. Најголема разходна ставка тук представува платите, како што гледате. Може да почнеме некои кои се трошици за материали, КТЗ, опрема, канцелариски материали. Потрошена електричка енергија имаме зголемување поради тоа што 4 милиона 223 потрошувачката од две причини. Првата е што цената на јавна канала, која што беше постигната на бе поголема за разлика од 2018 и по-висока цена. Значи цена постигната е по-висока цена на електричната енергија на светскиот пазар, на јавна канала која што беше постигната. Исто така и за разлика од 2018-2019 година беше повеќе сушна во град Габрово. Пумпите работеа скоро, не скоро, него и до декември, јануари месец, значи не беа исклучувани воопшто, имаме поголема потрошувачка, вака и Воделчево константно, перманентно работеаше и двете пумпи и во Трготиниште. И затоа е поголема потрошувачка и поголема цена. Потрошени резервни делови, потрошени резервни делови 404. После имаме инвентар. Трошици за одржување 413, што регулуваше овој регулуваше набавка на цвеќење 183.550 за парковите, одржување на возила 36.999 денара, набавка на парцелни песок за филтер станица 194.000 денара и сервисирање на возила хидромет. Во однос на платите, може да забележите дека за разлика од 2018 година платите на вработените е помала во однос од 2019 помала на редовно вработените помала во однос на предходната година, поради тоа што беше зголемен бројот на вработени во 2019 година кои беа вработени преку агенција кои не можеа да заснуваат работен однос на неопределено време, поради тоа што, како што реков, планот за работување не беше усвоен. Имаме намалување на ставката за редовно вработените, но имаме пак зголемување на платата на ставка 419, каде се платите за вработените, преку агенција за прибијање и вработување, ревизија која е извршена во износ од 350.000 денари, дистрибуцијата на електричната енергија исто така е ставена во останати услуги. Ставка 419. Овде мисля дека влегува и придобисите за вработени, неколку вработени кои во изминати период, дали 2012-2013, беа отпуштени од работа, потоа по судски пат вратени на работа и ова во 2019
Ovdje je plateno prigonisti za NIF u iznosu 170.069 dinara. Isto tako na njegova stavka imаше много. Или после имаше платено на ова затезни камати, около 180.000 dinara. Значи, непредвидени трошоци, допълнителни трошоци от 350.000 dinara на некој совестно работење. Надомести за технолошки вишок, трошоци за амортизација, трошоци дневници за службено пътување, помощ за случаи на службено, трошоци за правоохранен надзор, трошоци за репрезентација, спонсорства, банкерски услуги, останати трошоци за работењето, трајно офисно побарување, ова се однесува на 15%, што јавното комунално предпријатие на одлуката на управниот одбор се откаже од 15% од главниот долг за да има приоритет при напада на побарувањето кој имаше правомошни на държавата. Тоа е 1.140.000.000. Останати разходи од работењето, запазна камата, това е 469, запазна камата за задоцното плаќање на приденци, како што рече овие работници кои беа пуштени од работа по вратени со судска одлука. Тоа би било кратки за расходната рамка, прашањето се на процентот на наплата е константен, како и предходните години немаме некои проблеми со наплатата. Обично последните месеци се повишение на процентот на наплата, но тоа на крајот се завршува и се може да е долу. Многу пати беше дискутирано проблемот со кој се соочува јавното комунално предпријатие, а тоа е обврската кон УЈП, која имаме наследено од претходните 10-15 години, поради неплатени давачки за ДДВ, ДДВ и данок на добивка, како и камати. Тоа видеото го прочитам, биде и сегмент за работењето на entитетот за вештање на период или намалување на намалочната обврска на entитетот за 3.097.077 денови успоредба со 2018 година. Ова намалување на доброчната обврска се дължи на платени обврски по основ на неизмирени обврски за ДДВ и данок на добивка и камати во претходниот 10 години.